Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван градоначалник, почитуван пратеник, ми представува особена чест што денеска овде во Радовиш и тоа во пресрет на 7 мај, денот на македонската полиција, заедно со дел од раководството на Министерството за внатрешни работи, градоначалникот на општина Радовиш господин Тацо Ристов, пратеникот, ги започнуваме свеченостите по повод чествувањето на денот на македонската полиција. По извршениот увид во целосно реконструираниот објект на Оделението за внатрешни работи Радовиш, остваривме и работна средба со раководството на ОВР Радовиш и на секторот за внатрешни работи Струмица, во која, меѓу другото, констатиравме дека безбедносната состојба на подрачјето на ОВР Радовиш за 2021 година помина исклучително поволно, како во делот на криминалитетот, така и во јавниот ред и мир и сообраќајот. Овде сакам да кажам дека значително е намалувањето на бројот на кривични дела кои што се гонат по службена должност, за разлика од 2020 година, кога биле пријавени 371 кривично дело, во 2021 година 243 кривични дела, односно бележиме намалување за 22%. Ефикасноста во реализацијата на кривичните дела е 52%. Во делот на сообраќајот во 2021 година бележиме намалување на бројот на случајни сообраќајни незгоди за 9,8% за разлика од 2020 година, кога биле случајни 106 сообраќајни незгоди, во 2021 година се случајни 87. И посебно би сакал да нагласам дека на подрачјето на ОВР Радовиш во 2021 година немаме ниту една сообраќајна незгода со последица смрт. Во оваа прилика би сакал да информирам дека овој објект на ОВР Радовиш е 73-тиот реконструиран објект на Министерството, чии што планирани градежни активности ги започнавме кон средината на септември минатата година, а со оглед на временските услови, обемот на работа, на активности кои што ги имаме, навремено и квалитетно се извршени, при што се издвоени околу 29 милиони денари од буџетот на Министерството за внатрешни работи. При тоа се водевме од политиките на владата во насока на грижа за енергетската ефикасност, за чуването на животната средина и намалувањето на загадувањето. Така да, со оглед на неговата претходна состојба, извршени се повеќе градежно-занетчиски работи во делот на кровната конструкција, направена е незина комплетна санација, заменети се старите со нови ПВЦ прозорци, врати, поставени алуминиумски, извршена е промена на санитарните јазди, комплетната санитарија, подовите, внатрешните врати, изработена термоизолациона фасада со целиот објект, секако дека оделен е посебен влез во делот на управните служби, имаме посебна рампа за лицата со посебните потреби, поставена е целосна нова електрична инсталација, нова водоводна инсталација, нова канализациона мрежа и горцум што раководството на МВР од 2017 година нааму во континуитет покажуваме дека со една добра стратешка поставеност можеме да ги надминеме сите претходни негативни состојби, зашто денес можеме да се пофалиме дека овозможивме реконструкција на 73 објекти на Министерството на целата територија на државата и тука не застануваме. Со несмален интензитет продолжуваме со подобрување на материјално-техничката и инфраструктурната опременост на полицијата и во оваа 2022 година, и тоа ќе биде целосна реконструкција на Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи во Идризово, одделот за граѓански работи во Македонската радио телевизија во Скопје, како објект во најголемиот град во државата и најфреквентен, и секако најзначајниот објект тоа е градба на новата полициска станица на ЕВР Аеродром во општина Аеродром. Остануваме посветени на нашата цврста определба кон системско унапредување на професионалните стандарди на полициското работење, целосно сообразувајќи го со европските
стандарди. Ви благодарам на вниманието.